Благоводиве часот на македонската телевизија во Македонија наутро. Зборуваме за модата со реупотреба, пренамена, реупотреба и одржливост. Мода со втор живот. И за што станува збор од мојата десна страна Емилија Аврамчева, а до неа Григор Прескер, амбасадор на Република Словенија во Македонија. Добро утро. Добро утро. Добро утро и убав ден. Добре ни дојдовте, зборуваме за нешто многу убаво и би сакала да ги слушнеме и двете мислења и вашата работа, Емилија, и соработката, да, со амбасадата, но и како Словенија можеби го ја третира текстилната индустрија. Ајде со ред. Емилија, што ве инспирираше да работите со пренамена и со реупотреба на облека? Ова е резултат на 4-годишен проект од амбасадата на Република Словенија. Значи, тука за овие 4 години ние имавме потикнување на занаетите во Македонија. Значи, дури потикнавме занаети кои беа скоро на изумирање. Тоа е ткаење. Потикнавме везење, шиење, плетење, едноставно да се подигне свеста дека рачните... Да, имаме инсерти, додека зборувате, ќе може да се видат. Дека рачните вештини се токму тие потребни за модата во Македонија. Затоа што ако сега гледаме едни странски трендови, ќе видиме дека све повеќе рачната работа и занаетите се дел од модата. Сега кога ме прашувате од каде иницијативата доаѓа токму од потребата за ново, од потребата за промени. А промените се инициирани од текстилната индустрија, која во моментот е најголем загадувач на светско ниво. А зошто да продуцираме нова облека кога веќе ја имаме? Додавањето на нови вредности со разни модни детали, од ткаење, од везење, од плетење, кој го продолжуваат животот на текстилот, е она што прави уникатно парче. Значи, само за тоа ни треба лојална публика, ни треба едукација, затоа што знаеме дека сите од нас имаат парчиња кои имаат своја приказна домашна, која има емоција, и сега сето тоа треба да се претвори во една мода. Како изгледа тој процес на трансформација на, ќе го наречам, старо парче, ама колку може да биде тоа старо парче, во нов дизајн? Значи, тоа е индивидуален пристап. Тоа зависи од дизајнерот. Секој дизајнер си има своја приказка како тоа да изгледа. Јас не сум по професија дизајнер, меѓутоа оваа кошуля е дизајнирана и потикната од мене. Затоа што ова се милиња кои се плетени од мојата баба и која со тоа ме врзуваат многу лични приказки, многу убави дружби, многу смење, многу радости во моето семејство. И модната дизајнерка Ирина Тошева, која е и моден, да речем, координатор на овој проект сите овие 4 години, го создаде ова парче. Значи, она што е веќе неупотребливо, ова поранешните баби, милињата ги користеле за покривки на маси. Сега тоа не е веќе модерно. Не само покривки на маси, речи си се што треба да се покрие. Меѓутоа сега станува моден детај во... Да, модата... Тоа е тоа дека модата се враќа. Модата се враќа и она што е многу важно во овој момент е уникатноста. Значи, само оние која сакат уникатноста, која сакат да имат собствена приказка, го употребуваат и го негуваат овој момент на реупотреба на старата облека во ново рово. И сега, кои материјали се најпредизвикувачки за реупотреба? Тоа се тие уникатните, како везени, како да. Точно тоа е спој на традицијата со реупотребата. Значи, сите ние овие 4 години работиме со ткаење, везење, шиење. Например, многу пати од некоја стара облека се случува да се скине, на тоа оди преубаво цвече плетено, некој моден детај ткаен, везен и така натака, и добива нова содржина. Може ли одржливата мода да биде комерцијално успешна? Може, затоа што тоа реков, тука има додадена вредност
Добре. Треба едукација и лојална публика. На па светско така, ниво да, веќе се јавува лојална публика, веќе се има специализирани продавници каде што се само со реупотреба. Има бренд, најважно е да се создаде бренд. Дека тоа парче, тој дизајн е реупотребен, е резултат на одржлива мода, има нова изглед, има многу приказни. Значи, кога се прави бренд, многу е важно да има и приказка, историја и зошто баш тоа. Ајде сега за соработката со Република Словенија. Амбасадоре, како Словенија пристапува кон одржливата мода и циркуларната економија? Да, ние ева како Словенија, без би можел да кажем дека сме многу силни во циркуларната економија. На европско ниво, едни сме од главните промотори на циркуларната економија, што има за целта да отпад постане заправо ресурс. Во секој цикл на производство, значи отпад се реупотребува до крајниот отпад кој е стварно мал. Така да ние сме силни, промовираме циркуларната економија. Тако и во текстил, например. Еве сме слушали дека текстил е сега во сегашно време еден од најголемиот загаđувач на нашиот свет и треба да правиме нешто за тоа. Еве тука сме ние од Словенија кои имаме неколку добри искуства да пренесеме знаење и тие искуства и практики, модели од Словенија, тука исто во вашата земја и тука сме поврзани со Добро дојде Македонија Велком Центар, веќе 4-та година работиме заедно, да поддржуваме тие практики и тука во вашата земја, и да споиме, значи, репотреба на текстилот, на облека, со значи традиција од вашата земја, да бидат тие производи поуникатни, по-нови, да се поттикнуваат младите да користат своите производи или производи од минатото за нивни секојдневна употреба. Велите, многу сме добри како Словенија во циркуларната економија. Можете ли да ни споделите конкретни политики или иницијативи кои што ги спроведувате? Па да, мислам, секојко наши политики и иницијативи се поврзани со Европската унија. Таму има многу стратегии кои, значи, и практики кои имат за целта да закнуваат свеста и кои некако дават на производителите да прават производи кои можат да бидат рециклирани на крај. Така да исто таа свеста на луѓето од Европската унија е дека треба да се користи што повеќе рециклирани производи во текстилот, не само во други работи. Значи да се повеќе користи веќе употребен текстил, да се користи second hand шопови, да сега на пример и во Словенија Европската унија имате апликации каде можете да продавате своите окористени производи, текстил и тие други да купуваат. Значи вие само фотографирате, ставите на апликацијата и некој може да бара да ви купи како се носен употребен кошуља, облека или нешто така. Всушност тоа и вие што го правите со доработка, нели? Може да го кажеме тоа како доукрасување. Така, на веќе носено парче со нов дизајн, тој го правите за да може да се купи, преку ревиите и можноста за промоција тие парчиња. Подобро еве сега бевте во Битола. Не, во Битола ќе одиме на 17. Ќе одите на 17 во Битола. Добро, конкретното прашање им беше баш за Битола. Затоа што не знам, амбасадоре, колку вака ги знаете сите делови од нашата земја, но всушност Битола и битолчани, особено битолчанки, од секогаш внимавале на модата, широк сокак било место каде што се покажувале тие дизајни на облека кои што дури и самите ги шиели и ги правеле. Сега директно влегувате во еден таков моден свет. Да, со вакво нешто очекувате успех. Кои ви се очекувањата, Емилија? Очекувањата малце да ја подигнеме точно таа свеста за потреба за реупотреба. Во Битола има и средно текстилно училиште, каде што беше исто дел од нашиот проект минатите години. Мислам дека во инсертите, во еден од инсертите, се појави, Да, и целта е малце да почнеме да работиме на текстилниот отпад, на реупотреба, на вклучување на текстилните фабрики со нивните проблеми, да се слушне тој да на синџир од производство до отпад, како оди и како може да се најдеме, како
многу дизајнери да имаат локација каде што ќе може да ги подигнуваат тие материјали кои се отпадни, ќе можат да се искористат во модната индустрија. Да, меѓутоа она што е важно е младите дизајнери да ги учиме да составаат сопствени брендови каде што ќе бидат наменети за индивидуални приказки на реупотреба на материјалите. Затоа што не само материјал, може и модни парчиња, може со кошулја, панталони, да се редизајнира и тоа да биде сосем креативност, индивидуална креативност. Понатаму, и кога вие нешто ќе наметнете дека е модерно, тогаш почнува и масовно купување. Бидејќи ние знаеме во светот има синџири на облека кои толку имаат брза и масовна во маркетинг мисии, во маркетинг мисии и со цел да задоволат потребите секојдневно се произведуваат нови парчиња облека кои подоцна завршуваат во отпад. За жал, тоа е тоа што се случува. Сега, амбасадоре, токму улогата на дипломатските мисии можеби една и ваша е да се одржува и да се поттикне оваа иницијатива. Па, да, ние некако тие работи кои правиме тука се некако со нашата мека моќ од нашата дипломатија некако сакаме да допринесеме на вниманието за шта е грижа за околината, шта е проблем со отпад, како да се рециклира, како да се употребува на ново оно што веќе во принцип не ни треба. И затоа сме тука да некако пренесеме пракси од Европската Унија, од Словенија во вашата земја, некако да зајакнеме свеста, да работиме со младите. И тука сме присутни со различни проекти. Ево имаме проект со Емилија, госпоѓа Емилија, се добродојде Македонија Велком центар, работиме во текстилот. Имаме проекти со други невладни организации, имаме на пример проект како да се репотреби мермерот кој се произведува во Прилеп и кога се употребува на пример вашиот рубин од прилепското од мермер. Имаме проекти во земјоделие како да се користи дождовница во употреба на земјоделие. Така да во многи области сме тука присутни затоа да помогнеме на вашата земја да биде по-чиста, посредена и да младите имат да придобиваат многи нови искуства да можат да градат вашата земја да биде посилна. Добро, заклучок Македонија и Словенија во одлична релација, да, соработува. Колку можат да ви помогнат институциите? Јас ве слушам колку добро сте организирани, како соработувате меѓу себе, но сепак институциите можат ли дополнително да помогнат во сето тоа што го правите? Па јас мислам дека да прво да ни слушат, да гледат што правиме и мислам да институциите тука во ваше време ни пратат што правиме. Така? До тие добри работи. А секако мислим да прво е што треба да се тие практики да се вклучат во образованието. Значи да се работи со младите луѓе, да почнат да размислуваат од мало шта е потреба за нашата планета, за нашата земја, да биде почиста, да бидеме поорганизирани, да живееме со свеста дека треба да рециклираме сите производи. Например, во нашата земја нашиот отпад во куќата се одвојува, како се вика, и то се рециклира. Кај вас се уште тоа не се прави, например. За жал. И тоа е веќе во нашата свеста од секогаш кога јас бев мал, например, те беше пред многу години, дека треба да рециклираме, дека треба да се грижиме за нашата околина, да се употребува оно што имаме во куќа. Значи, исто така во сите области, значи од индустрија, во текстилна индустрија, значи институции треба да само можда да ни пратат, да копират тоа што правиме ние и да работат поготово со младите, кои имат поголема свеста за екологијата,
и за тие работи. Да, така треба да биде. Сега прашањето конкретно ги спомнуваме младите, дека токму тие треба да ги прават промените. Верувате ли дека во оваа нова генерација на млади, дека токму тие ќе бидат двигатели на промените во модната индустрија, со оглед на фактот колку е големо влијанието на маркетинг модната индустрија на производители на големи компании кои што добро си ја работат својата работа сега. Да бидеме реални, да колку оваа нова генерација ќе успеат да се изборат со тој притисок и да бидат токму тие двигатели на промените кои што ги велиме во модната индустрија конкретно. Да, мислам дека во Македонија има многу текстилни средни училишта, меѓутоа програмата е многу застарена. Така што мислам дека треба да се почне со една нова метода, каде што предавањата и праксата ќе биде малце по-блиска до европските текови, како тоа изгледа. Еве, Словенија нека не биде најубав пример, затоа што имаме многу заеднички работи, се големи поддржувачи во Македонија преку многу проекти, така што можат да помогнат во влијанието, малце младите да добијат повеќе алатки за да можат да раководат. Значи, еве сега да се спомне, бидејќи на самиот форум во Скопје и тоа прашање го започнавме, а тоа значи едукација, учење и технологии. Во времето на вештачка интелигенција ние не можеме да одиме напред ако не ги вклучиме и дизајнерите и креативните индустрии во побрз начин на доаѓање на дизајн, на работење, значи традицијата, рачните вештини мора да се согласиме со новото време. Мораме да се прилагодиме на новите услови. Времето во кое се произведува нешто треба да се скрати со помош на вештачка интелигенција. Тоа е оно што треба да го направиме што побрзо. Да ги користиме за да добро новите алатки. Едноставно ние не можеме да чекориме сами. Мора да чекориме заедно со политиките на Европска унија. Заедно треба тоа да го правиме. И поготово со Словенија како членка на Европска унија која помага многу во Македонија и е, да речем, двигател на новото, на новините во учењето и во процесите на да речем реупотреба, на текстилен отпад, на екологија и на зелена агенда. Зелената агенда мора да постои на сите нивоа. Ќе додадете нешто? Па не, веќе неколку пати се спомена креативна индустрија. Значи тоа е една рамка на индустрија која до сега не беше толку препознатлива, али јас мислам да многу треба да се посвети внимание на тоа, пошто тоа е, користи се некако поединачни можности од како се вика, креативни кои креираат таа индустрија да некако пренесат свое знање на другите. И тоа е некако, мислам да трендот во целиот свет да креативни работи се поинтересни и креативни работи кои се поврзани со традиција од некоја земја. Така да, на пример, за туристите во вашата земја може да биде многу интересно кога имате креации со традиционални мотиви и во текстил и во други работи. На пример, како викав пред тоа правиме проект како да се работи со отпадниот мермер во мозаици, како да се прават мозаици со мотиви од вашата земја, на пример, да се продават на туристите домашни и странски. Ајде да го заокружиме разговорот. Подготвив 3 прашања малку непосредни. За се оно што зборувавме, ве чисто да бидеме пример за сите оние кои што не гледаат. Емилија, едно парче што никогаш не би го фрлиле. Неколку парчиња од мојата младост. Амбасадоре, вие? Па, добро, јас зависи, имаме многу работи во наши плакари, али секако многу, на пример, кога се збориме со текстил, нешто што некаде си купили во странска земја, имаш нека меморија поврзана со таа работа каде си го купили или со кој си бил таму и некој тако. Еве, јас ќе ви признам, тоа е джинс и тоа се фармерките од Средно. Вау. Ете го примерот. Емилија, поправка или купување на ново?
Едното не го исклучува од другото. Може да се поврзе ново со поправка. Така, И таа може креативност старото да добие ново руво. Значи може да биде само поправка, а може да биде комбинација на нов дизајн со вметнување на елементи од занечиство, везење, плетење, шиење, така. Така, вијам па може да се сложам тука, али на пример за машки се малце по различно, пошто ние не можеме да користиме многу работи од везени, плетени така на нашите. Али може многу да украсуваме, добро. Да. Али мислам оно што може да се поправи ако не е ново, така да. Добро. И екомодата. Што значи според вас екомодата? Стил или одговорност? Па знаете, мислам дека И тоа е одговор, како сакате, да. Едното не го исклучува другото. Ако вие пиете пластично шише вода и го фрлите, тоа е стил на вашето однесување. Ако бидете одговорни и не само што собирате, се однесувате коректно со вашите шишиња, туку и сте дел од акции на собирање и акции со расчистување на такви загадени средини, тоа е вашиот стил. Стил да се биде еколошки одговорен. Стил да бидете дел од зелената агенда на сите нивоа. Од мода до рециклирање, до текстил, до користење на дождовница, до посебни методи за само за храна, создавање на ѓубриво и сето тоа. Значи тоа е свест, меѓутоа и стил на живење. Треба да промениме свеста, треба да промениме стил на живот, треба да сме повнимателни за нашата околина и за нашиот стил на живот, да размислуваме и за нови генерации кои треба да додат и за нас, да имат убава природа и убава земја. Така да, треба да будеме одржливи, еко, може да се внесе во нашите секојдневни еко работи, например да се користи со повеќе природни материјали или рециклирани материјали кои може се уште да се рециклират по тоа што ние ги користиме. Не само да купиме рециклирано па тоа е тоа, него да може да се од тие материјали да се повторно прави нешто ново, значи да рециклираме, да сме циркуларни. Добро, убави пораки испративме денеска. Благодарам за гостувањето. Благодарам на вас. Ви благодарам што ни дадовте можноста да споделиме со вас дел од нашата работа. Се разбира, отворени сме и за следните проекти кои што ќе имат иницијативи, се разбира да ги споделите со нас. Благодарам. Благодарам.